Почитувани, добар ви ден. Тони Апостоловски од градот на конзулите, на клавирите, кој што во 1903 година беше поголем од Белград. За Скопје да не правиме муабет. Меѓутоа, заради османлиите, покасно србите, па во бугарите, па на крај од 90-та до 45-та, од 45-та до 90-та комунистите, за конечно, после независноста наша во 90-та година, арамиите да не направат најголемото село во Македонија, а можеби и на европско тло. Зошто се вам денес? Денес сме 4.1.2024 година. Ќе ве молам, забележете го овај датум, посебно битолчани, мои драги сограѓани, даночни обврзници на град Битола, затоа што на денешен ден нашиот градоначалник Коњановски ни го пушти долго очекуваниот мост. Ќе ми дозволите малце додам, малце со мал сарказам, со една малечка симулација. Може би некој ќе подразбудам од вас, ако не, продолжете. Одиме со симулацијата. Во почетокот беше мрак и нашиот Коњановски, и тој беше во мрак. Меѓутоа, еден ден, нашиот градоначалник Коњановски рече: нека биде светлина. И бидна светлина. И виде нашиот градоначалник Коњановски дека тоа е добро и продолжи да гради. Градеше шуми, реки, ја изгради ова рекичка овдека. И виде дека е добро и не застана тука нашиот градоначалник. Продолжи да гради. Посака да има мост, брзова рекичка. Опа! Видна и мост. По него се движат денес нашите битолските и македонските возила на најсовремениот, на ултрасовремениот мост во град Битола, богами и на Балканот. Да ве подсетам, еднаш го мерев мостот, тој е долг 30 метри, широк е 15 метри. Сега нашиот проектант, нашиот градоначалник, не знам кој, го стесна лептен. Од ова цевче до она цевче е мостот. Ова кај што се движам, не знам зошто се користи. Тука имате за пешаци 1, 2, 3, 4, 5 метра имате пешачка патека, 5 од другата страна. Затоа кој ќе ви кажи Тони Апостоловски дека е ултрамодерен мостот, да го верувате. Е сега. Мои почитувани, посебно мои почитувани даночни обврзници на град Битола. Овој овде мост е изграден од ваши пари, наши земјички пари, од општина Битола. Еон дека пиши на таблата дека на она, да не одам се, има табла кој е инвеститорот, кој е градителот. Градителот е Стентон Градба. Меѓутоа, што е интересно, мостов е граден скоро 365 дена. Кој ќе одам дома во домашни услови, ќе видам точно. И во прилог на оваа снимка ќе го дадам точниот датум на почетокот на изградбата на мостот. Денешниот датум, па ќе израчунам од прилика колку денови. Со самата градба на самиот мост, видов дека воопшто нема заинтересирани даночни обврзници, кои што му значи нешто каде се трошат нивните државни пари, од порез, од кири, од закупнини, од 300 глупости, шо не ни ставаат. Меѓутоа, поздрав до нашиот Коњановски, да си ги дупиш нашите даночни обврзници, колку што ми ти душа сака. Колку подолго, толку подобро. Мои сограѓани, ако можете некој, било кој од вас, да ми одговори на следново прашање. Зошто советниците, градоначалниците, пратениците, министрите и така натаму се радуваат како мали деца кога ќе станат тоа што се? Ќе ми објасни ли некој зошто градоначалникот наш Коњановски од хумана професија, од доктори, бла 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 бла, отиде да се занимава со политика и се радуваше, верувајте, како мало дете. Зурли, тапани, среде
широкшо как се радува, победуваме, браво, напред, храбро. Зошто се радуваат? Ако не знаете, гласајте и понатаму. Јас знам, не избегвам, не гласам, меѓутоа, се додека има гласачи, има и луѓе кои што ќе дивеат со вашите пари. Мостот, како што напоменав, една година го граде, и срамота бре, луѓе. Срамота бре. Не знам како не ви е срам. Не знам вчера поручек изгледа отворен мостот или денес од Сабајлево. Не знам дали дојде тука градоначалникот да дај некоја изјава да се пофали каков убав мост направиле, што направиле, како направиле. Меѓутоа, ајде, ќе тераме ние. Сега, на местото на првиот мост, на првичниот мост, овде што беше, не ги камењата се гледаат, мислам, преку, се гледаат камењата од самиот мост. Меѓутоа, камењата од мостот што беа се од црквата Света Богородица, која што се наоѓаше некаде, ајде уште еднаш, нагоре во на планината. Има и ден денес има се уште остатоци од неа, така да овај каменот е вакавски. Градители, шиткачи на камења, продавачи арами, внимавајте со овај камен не е за во вашите куќи. Не. Надолу сакам да слезам да ви кажам, има уште 300 глупости. Од тука до кај мене додом има уште 300 глупости кои што можам да ви направам емисии, меѓутоа ви ветувам. Оваа година ќе се посветам на град Битола. Ќе одам како градска патрола. Ќе ги снимам ѓубрината, ќе ги снимам глупостите, ќе снимам се она што го тишти обичниот граѓанин. Мои сограѓани, да си седите дома, ич да наваболит, што вели овај од Ресен. Има кој да мисли за вас. Важно ви е, кркајте, уживајте. Уште еднаш, порака до градоначалникот со животинско презиме, господинот Тони Коњановски. Ти благодарам што ни направи вака ултра велепен мост. Колку пари кошта, еве јавно те повикувам да кажеш колку пари кошта. Мислам дека ќе ти собратам и во писмена форма, сепак како даночен образник, да видиме на што тоа нашиот Коњановски и општина Битола и град Битола, или како сакате, ги потрошиле парите. Коњановски, нема си земаш на срце. Зошто? Сега ќе ти објаснам многу просто. Ти си татко на градот, ти си на советот, ти си на дова, ти си на дона и нормално и логичко кај тебе да се жалиме. Кај да се жалиме ние? Кај градоначалниково Прилеп, кај градоначалниково Ресен, во Охрид, кај да се жалиме? Кај тебе? Што ти фалеше да ко си беше доктор? Кој ти се жалеше? Никој. Сега ќе си трпиш критики. Ајде да намалам, доста ви досадував. Ќе се јавувам почесто оваа година. Имајте мирно попладне и уживајте во нашиот велелепен мост. Уште еднаш да го покажиме. Секое добро, поздрав од градот, на конзулите и на клавирите.